Почитувани, добро утро. Сега увам доста рано, затоа што имам обврски. Покасно, веќе не одподамна, но 3-4 дена решив да одам во живо за една многу сензитивна тема, која што би требало, спрема мене, да не интересира нас граѓаните, а посебно да обезбедиме каквата таква иднина на неродените. Утрово сакам да зборувам за дата центрите, кои што спрема мене ќе бидат најголемиот предатор во Македонија во поглед на екологијата, губитоците на вода и така натаму и така натаму. Одиме со ред. Министерот за транспорт и врски од Охрида града, Александар Николовски, кој што прекаро му е лигња. Зошто го викаат лигња, не знам искрено, меѓутоа тој му е прекаран. На пресконференција на 23. овој месец, 23. мај 2026 година, изјави дека промените на законот за градежништво и урбанизам се при крај и дека после тие промени, законски промени, ќе се оди на што поголемо и што побрзо привлекување на странски инвеститори кои што во Македонија би граделе дата центри. Зошто баш во Македонија, како така ние да речеме гостопримлива земја, ќе му нудиме на газдите или на државите кои што ќе сакат да градат дата центри во Македонија, прво, далеку поевтина цена на електричната енергија од нашите обкружувања, бога ми во светот, ќе му нудиме вода во неограничени ресурси и ќе му нудиме никакви давачки спрема државата и ефтина работна снага. Само будала не би можел да не гради дата центри во Македонија. Ајде, за пошироката јавност, што е дата центар? Дата центар е градежен објект во кој се сместени големи сервери со податоци, дигитални податоци за мене, за тебе, за метрологијата, за градежништвото, за сообраќајот, за медицината, за буквално за све што постои на ова Божја земја, се складираат во големи хард дискови, значи едноставно дата центри. Центри каде што датотеките ќе бидат чувани и употребувани од вештачката интелигенција за нивни намери. Сега, одиме со најинтересното. Дата центарот, бидејќи има големи сервери, црпи исто така и голема електрична енергија. Малите дата центри, ќе почнем од Македонија. Македонија има 7 до 8 дата центри, кои што се, ајде да речем 90% наши македонски, и кои што ги употребува за собствени потреби. Сите дата центри во Македонија трошат 20 мегават часови електрична енергија. Тоа значи дека доколку влези некој странски инвеститор да гради дата центри во нашата ни напатена татковина, тогаш нема тие да бидат дата центри од по 20 мегавати инсталирана моќност. Знаете, се троши вода за серверите, за напојувањето, за мрежата, за буквално за се и се што да не навлегувам сега во нивната технологија, меѓутоа се троши струја. Просечен дата центар во светот изнесува 50 мегавати. Големите дата центри во светот се од 100 до 500 мегавати.
Во Кина, најголемиот сервер, кај најголемата AI и вештачка интелигенција, е 1,2 теравати. Внимавајте, 1,2 теравати. Еден блок во Рек Битола, кај што работам, има инсталирана моќност да произведува струја од 225 мегават часа. Доколку странските фирми, кои што ќе сакат да градат дата центри во Македонија, дојдат и изградат, еве ке најмалиот ќе озениме средниот од 50 мегавати. Значи, нашава држава предпоставам дека ќе се обврзи да, бидејќи сме толку многу ние даражли, ќе се обврзи за да му обезбеди континуиран проток на електрична енергија од 50 мегавати. Тоа е само за еден дата центар ако изградат од 50 мегавати. Меѓутоа, познавајќи ги нашите политичари во изминативе 36 години, доколку вие не ги запознавте, тогаш имате сериозен проблем. Меѓутоа, јас да си го кажам моето, познавајќи ги нашите политичари, тие, наместо еден дата центар од 50, тие може 100 да издадат под концесија. Зошто? Да ја пикнат провизијата или она што ќе му следи за под жито што викаат, и ми гајле му е дали ќе биде тоа штетно за околината, за Македонија, за економијата, за водните ресурси и така натаму и така натаму. Искрено да ви кажам, мислам, дека за €1.000.000 сите скоро политичари што ги познам, кои што продефилирале во овие 36 години овдека, за €1.000.000 би си ги продали и собствените деца. Со прашање кон тој што му нуди €1.000.000. Кој дете го сакате, машкото или женското? За деца ќе направиме со жената, што ве гледам чудни. $1.000.000 не можеме да најдиме да украдиме. Така и со ова работа се држеше во инкогнито се до 23 мај, кога Александар Николовски викан Лигња. Зошто го викат Лигња, мислете вие. Носи закон. Ќе ви кажам што ќе има во тој законот. Во законот ќе има дозвола, односно прво ќе му ја одземат овластувањата на локалните самоуправи да даваат лиценца за концесија за изградба на дата центри. Тоа ќе го направат на државно ниво, за да не може нашиот градоначалник, например Коњановски, да пикни нешто во ќулавката, да не може затоа што се што, не знам како досега не разбравте дека се што има контакт со инвеститор во нашава татковина подлежи на провизија, на легална провизија. Го слушавте премиерот Груевски, од 5 до 10%, го прашваше тој на Киевски, да не е многу 10%. Овој не бе, премиере, шефе, не е многу. Ајде сега ќе одиме со технички податоци. Прво, јас сум 40 години вработен во Рек Битола. Јас сум вработен на она место 20 години, кај што сум меродавен и со сигурност ќе ви ги тврдам следниве податоци кои што ќе ги слушните. Вработен сум во циркулациона станица на први и втори блок и мојата основна задача, работна задача е да обезбедувам континуиран проток на сирова техничка вода за ладење на кондензаторите на турбините. Сега, зошто го поврзувам Рек Битола со дата центрите? Дата центрите, замислете, при огромна потрошувачка на електрична енергија, седнете само до вашиот компјутер и ќе видите, прво ќе шуми нешто, ќе врти кулерот, за да го лади процесорот, да ги лади серверите. Околу вашиот компјутер се прави едно компјутерче малечко обично, се прави огромна топлина. За дата сервер од 50 и нагоре мегават инсталирана моќност, ќе ви кажам сега, накратко ги најдов и тие податоци, колку вода дневно ќе му треба за да ги излади серверите. Ќе одиме со кај мене, со Рек Битола.
да не сгрешам некој податок да ме земат на одговорност, затоа ќе ги читам техничките карактеристики на потрошувачка на вода, односно на колкава количина на вода е потребна за да се ладат турбините во рек Битола. На дневна основа, рек Битола значи, рек Битола циркулира за еден блок да работи на дневна основа. Рек Битола циркулира 660.000 метри кубни сирова технолошка вода. Значи, за еден ден толку циркулира 660.000 метри кубни сирова вода. Одиме понатаму. Рек Битола, целова вода што циркулира, што ја гледате, ги лади турбините и се враќа повторно кај мене во циркулациона станица, каде што ја преку разладните кули се разладува за 10 до 12 степени. Значи, цело време разладувањето на водата правиме за 10 до 12 степени да вратиме повторно поладна. Нема ништо перпетум мобиле. Како што ќе ве убедват во иднина дека нема да има загуби на вода, веќе Инфомакс, некни ги слушав, се смеја, неуки луѓе, се смеја, кај водата ќе ги изеje, ќе ја изеј, дата центарот ќе ја изеј водата. Слушајте и вие, и за сите необразувани. Ова е вистината. Јас сум таму 40 години во рек, 20 години работам во циркулациона станица. Вака сега. За еден ден, значи, циркулира во рек Битола во еден блок 660.000 метри кубни вода. Загубата, она што го гледате парајата, што излегува од оџаците, на дневна основа, за еден блок е 10.000 метри кубни. Загуба неповратна, која што оди во ветерот. Да споредиме. Со град Битола, на дневна основа троши 40.000 метри кубни вода за пиење. Значи, само 4 пати, доколку работат трите блока во река Битола, тогаш ќе имаме загуба на вода колку еден град, како што е, например, да речеме град Битола. Дата центар. Дата центрите и тие ќе трошат вода. Сега може да трошат вода на два начини. Првиот, доколку дата центарот го инсталират некаде до Вардар, до Мардар, до пример до Вадона, дата центарот да го инсталират таму, за да црпи директно вода од Вардар, да помини низ ладилниците на серверите и повторно да врати како топла вода во Вардар, при што ќе изумри флората и фауната во Вардар, гарант. И вториот начин е, доколку не се одлучат за оваа варијанта, тогаш втората варијанта му е градење на разладни кули исто како во рек Битола. Меѓутоа, и во едниот и во другиот случај ќе има загуби на вода од самата топлина врелуѓе, ќе има испарување, ќе има загуби на вода. За 1 мегават инсталирана моќност на дата центрите, за 1 мегават збораме, ќе му треба 100 метри кубни загуба дневно за 1 мегават. Тоа е мајтап. Сега, како што сака тие да градаат дата центри од 50 мегавати, тогаш загубата би била 5000 метри кубни дневно. Значи 5000 кубици дневно. Чиста, наша, македонска вода, некој ќе му дај на дата центрите. Одиме на месечно ниво. Рек Битола на месечно ниво има загуба од околу 300.000 метри кубни по еден блок. Дата центрите месечно ќе прават загуба од 150.000 метри кубни по еден блок. На годишно ниво, внимавајте,
Рек Битола ќе има загуба од 3.650.000 метри кубни, а дата центрите ќе имаат загуба од 1.825.000 метри кубни. Сега додиме со еден интересен податок, и за мен овој беше интересен. Едноставно се потрудив да видам кој му е ќаро тука да идат од Америка, од Англија, нашите стратешки партнери, да градат дата центри. Зошто да градат во Македонија дата центри, далеку од кај ними? Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што кај ними населението излези се буни. Свесни се дека прво подземните води ќе му ги исцицаат, ќе ги исцицаат реките, ќе исцицаат се. За шо? Кој ќе има ќар, освен оној што ќе добие провизијата од тендерот за изградба на дата центрите? Јас? Ти, мој почитуван слушателе? Не бре батина. Ке има ќар некој од владата, некој градоначалник можеби, некоја фигура можеби таму. Може Азески ќе има ќар. Ова е на комората на Стопонската комора. Не знам кој ќе има ќар. Некој ќе има ќар. Ние граѓаните ќе имаме само зијан. Ќе дојдат тука, како што сега никнуваат соларни панели во сите обработливи површини, ќе дојдат при ваков, ќе морам да речам, дегенериран народ. Ние сме дегенерација. Мора тоа да го признаеме. После се што ни се случува во оваа држава, да дозволуваме се и се што, мора да сме дегенерирани, затоа што не размислуваме разумно, не размислуваме правилно, воопшто не размислуваме за утре, камоли за што ќе биде со Македонија по 10 години. Значи, ќе дојдат дата центрите, не може во Англија, пошто му рипа народот, не може во Америка, пошто нема вода и му рипа народот, кај нас Николовски ќе ги вика, дојдете, браќа, елате кај нас. Како што нашиот градоначалник Тони Коњановски ја викна цела Македонија да фрла ѓубре онде во Мегленци. Луѓе, овака ќе почнам. Или сум преразумен, прелогичен, препаметен, преобразуван, или сум најголемата будала во Македонија. Не ме сваќате сериозно. Не ме сваќате сериозно, ќе почнам од короналниот период. Кога ве убедува, ве молев да не се вакцинирате. Вие трчавте и му верувавте на белите мантили. Денес гледате по некролозите, заминува луѓе по 40, по 50 години. Све вакцинирано. И никако уште да мрдите црпката, да речите, чекај бре. Значи вакцините беше за да се намали популацијата, не за да добиеме некое здравје, ние. Неќам да навлегвам, сакам да ве плашам, затоа што не размислувате воопшто за себе си и околината. Ви кажував тогаш, ве повикувавме тогаш, правевме протести во град Битола, да не се вакцинирате. Сакавте да си се вакцинирате. Моите два родители се вакцинираа. По нивната вакцинација, двата добија шеќер, двата добија висок крвен притисок, татко ми за жал почина, еве мајка ми. Долу, со високи притисоци, со шеќери, со мекери, со 300 глупости. Од шо? Може да не е јасно му од што. Меѓутоа на многу нема да му биде јасно. Гледај ту мира млад свет, никогаш вака не било. Значи 30 на 50 години, кој од срце, кој од рак, кој од леукемија и така натаму и така натаму. Тоа беше првиот пат кога бев во право, во апсолутно право, кога ве убедував да не се вакцинирате. Вториот пат излеговме да ја спречиме изградбата на депонијата во град Битола. За жал, можда не бевме доволно речити. Можда не бевме доволно сватени како што треба. Можеби не бевме доволно лични, убави, богати, му бевме антипатични на народот и не одбиваше секаква соработка со нас. А ние имавме само единствена намера да се спречи изградбата на 17 општинска регионална депонија, во која што покрај другото, покрај целото ѓубре од југо-западна и западна Македонија, ке се носи и увезен, селектиран, безопасен отпад, како што ве убедуваа. Прекрати и протестите затоа што немаше луѓе.
Немаше разум, сите сака политика да си играт, никој не го интересира иднината и она што ќе му остави на своите деца. Допрва ќе го жнеиме 17 регионалното општинско депонивче. Допрва ќе ги жнеме резултатите. Допрва ќе ги заразат и пелагониските води. Допрва ќе се разболуваме од канцер, од леукемија, од такви и од слични други работи. Зошто? Затоа што сме ние многу попаметни од овој што ви го говори. Сакаме си пиеме кафе на широк сокак. Шо ме интересира мене дали ќе имало депонија од 17 општини или од 170 општини? Дај бе ловето, пари бе! Пари, дајте пари, ништо друго не ни треба. Здравје, живот, ќе си купиме со парите. Мој народе. И тогаш не послушавте, ќе го жнејте и тоа. И третото сега доаѓа. Кога видоа и странците дека во Македонија живеј дегенерирана работничка и граѓанска маса на луѓе, кои што не ги интересира, ама буквално ништо што се случува околу нив. Зошто да не градат овдека дата центри? Јас се плашам од нешто друго. Дата центрите, пошто ви реков, арчат многу струја. Ако изградат, например, 5 дата центри, да речеме по 50 мегавати овдека, пошто ние сме давајгази, велат прилепчани. Не сме ние народот, него тој политичарот, што ќе дај концесија. Давај газ. Ела, дојдете кај нас. Ние ќе се развиваме, ќе правиме дата центар, индустрија, ќе краваме даноци. Дајме, лигња, Николовски. Бе, како не ти е срам, бе? Абе, како не ти е срам, бе? Не знаете поќе што да направите, бе? Не знаете поќе што да направите. Сега тази женеци пред 4-5 години, откој стана министер пратеник таму, те се ожени некако со сила. Имаш и ти деца, бре. Шо ќе му оставиш на децата, мислите, ќе замините од тука, ќе извајте, ќе црпните парите и ќе замините во Дубаи. И во Дубаи го стигна клетвата на љубовникот од Горни Милановац. Го стигна клетвата. Шо му направа таму економски, не знам. Дубаи веќе мртов град. Џаве ги инвестираше таму кутрив зајко парите. Зошто го правам се тоа? Зошто се јавувам за се тоа? Едноставно, да ве информирам што не очекува во многу блиска иднина. Предпоставам дека доста луѓе ќе го видат ова видео обраќање. Навидум, не е интересна тема за вас, дата центри. Дата центри. Нека има, нека има. Меѓутоа, мора да сте информирани што прават, што јадат и за што се користат тие дата центри. Се плашам од изградба на нуклеарно електранче, како што изградија кинезите, за нивниот сервер од теравати 200 мегавати, изградија специјална нуклеарна централа, за да можат да одржуваат нивниот дата центар. Во недостиг на струја, овдека, ништо чудно, нашиот нуклеарна изграда, дека му речиме на нашиот англиски стратешки партнер, изградиве овде, не е проблеме. Пак прашањето, логиката, зошто некој од Англија би дошол тука да инсталира, да изгради дата центар? Зошто би дошол далеку 3.500 километри, кузме колку сме далеку? Зошто или од Америка? Зошто би дошол? Затоа што има дегенериран народ. Затоа што народот ќе му дозволи да му ја арчи иднината, да му ги црпи резервите на вода, базените на вода, да му ги црпи подземните базени на вода, за да му ги собери реките, за да му ги собери езерата, за да може да профитира IT секторот, AI индустријата, вештачката индустрија. А шо јас како Тони Апостоловски или вие како обични граѓани ќе добиете од дата центрите? Ништо. Да опрашате чат GPT, колку степени беше во 1943 во пустината на таму. Бе, глупости. Нешто само безпотребно. Само нешто безпотребно на човештвото кое што не да му користи, него му штети. Уште еднаш и со тоа ќе завршам, доколку има разумни луѓе во целата тковина. Време е да застаниме
и да се организираме и да го спречиме Лигња, Мицковски или било кој, да ги узурпираат нашите водни ресурси. Вода. Ке се води војна за вода, бре, луѓе, бре. Нема вода нагоре никаква, бре. Целата му е загадена подземната вода. Кај нас сега од питката, од чистата вода, ќе градиме дата центри. Срам и арам. Прво, за Лигња и за Мицковски, кои што ќе дозволат сето тоа, а второ, за сите нас, кои што како неми наблюдувачи, ќе гледаме како не јаже, туку сајла ни ставаат врз самиот врат. Почитувани, не мора мене да ме верувате нити збор. Едноставно, ви кажав, посебно за загубата на вода, тоа е за мене првиот проблем со изградба на дата центрите, бидејќи, ви кажувам, 20 години работам на работно место, во кое што гледам континуирана загуба на вода. Ајде, тоа ќе го оправдам. Ќе речем, ајде ја бегаме загубата за вода, затоа што треба да се владат турбините, за да имате струја, за да имаме вака да се обратиме, да се слушниме, се видиме. Меѓутоа, исто толкава вода, загуба на вода, да користиме за да ги храниме дата центрите, како што рече Инфомакс, не знам, за мене е сулудо. Ги повикувам сите професори, доктори на науки, инженери, екологисти, ги повикувам сите разумни луѓе, јас не сум ништо од се тоа што го реков, јас сум обичен работен во регбитоа, случајно ги познам работите, меѓутоа, едноставно сакам да се информирам, јас сум гладен за информации, се информирам, Бог ми дал разум и знам да оценам дали е нештото во ред или нештото не е во ред. Размислувајте, влезете, сурфајте, барајте податоци, ќе видите за што се работи. Имајте убав викенд, се гледаме во друга пригода. Секој ви добро.